Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за радиолошката диагностика кај болестите на рбетот. Гостинка во студиото ни е доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. За проблемите со рбетот и начинот на кој што може сето тоа да се издиагностицира, ќе дознаете веднаш по рекламниот блок. Радиолошката диагностика на болестите на рбетот. Денеска разговараме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата и ги поздравувам гледачите на Телма телевизија. Како изгледа здравиот рбетен столб? Рбетниот столб представува една комплексна структура која му овозможува стабилност и мобилност на човековото тело. Се состои од 33 коски кои се наречени пршлени и служи како столб, но и воедно го заштитува рбетниот мозок кој представува дел од централниот нервен систем. Кога го гледаме рбетниот столб од напред, ќе забележиме дека тој има форма на една права линија. Меѓутоа, доколку го посматраме од страна, ќе видиме дека тој има форма на буквата S. Зошто е тоа така? Бидејќи поседува три физиолошки кривини кои служат за правилна прераспределба на телесната тежина. Тоа се цервикалната лордоза, торакалната кифоза и лумбалната лордоза. Во составот на рбетниот столб влегуваат пршленските тела. Пршленските тела се поделени во неколку сегменти. Најгорниот сегмент е вратниот сегмент, кој представува и најфлексибилен, најмобилен дел од рбетниот столб, бидејќи во предел на првиот и вториот вратен пршлен се вршат движењата како што се флексија, екстензија и ротација на главата и вратот. Значи вртење. Така, во различни насоки. Така. Меѓутоа, следниот дел, кој е и најдолг дел на рбетниот столб, тоа е торакалниот сегмент, кој е составен од 12 пршленски тела, но е поригиден. А зошто е таа ригидност? Бидејќи тој се зглобува со ребрата од задната страна и од предната страна ребрата се зглобуваат со градната коска, при што се формира торакалната шуплина со која се заштитуваат торакалните органи кои се наоѓаат во неа. Градните всушност. Градните органи, така. Понатаму продолжува торакалниот сегмент со еден лумбален сегмент кој е составен од 5 пршленски тела и овој сегмент го носи најголемиот притисок на тежината на телото и затоа е и највеќе изложен на дегенеративни промени, односно оштетувања, и понатаму лумбалниот дел продолжува со една се нарекува сакрална коска која е составена од споени 5 пршленски тела. Улогата на сакралната коска е да го спои рбетниот столб со карличниот појас, значи коските од карличниот појас. И понатаму завршува со еден дел наречен кокцигијален дел, односно опашка, која носи тежината при седење. Помеѓу секој пршлен се наоѓа интервертебрален диск. Интервертебралниот диск служи како амортизер, значи ги ублажува, ги контролира, ги балансира ударите и притисоците кои ги добиваме при движењето и другите положби, но исто така служи и за намалување на триењето помеѓу две пршленски тела. Тоа е составено од два дела. Значи надворешен прстен наречен анулус фиброзус и внатрешно меко јадро наречено нуклеус пулпозус. Исто така тука во составот на рбетниот столб влегуваат и меките елементи како што се тетивите, мускулите и лигаментите кои дополнително го зајакнуваат рбетниот столб, му даваат една исправена положба наспроти силите на гравитацијата. Вела дека седичкиот начин на живот, современиот животен стил има погубно влијание врз здравието на рбетот. Зошто е тоа така? Дегенеративните заболувања кои настануваат во рбетниот столб се едни од најраспространетите заболувања и можеме слободно да кажеме дека представуваат епидемија на модерниот начин на живот.
Инаку, дегенеративниот процес сам по себе представува еден нормален процес на старење, како што ни старее кожата, косата, така стареат и структурите на рабетниот столб. Меѓутоа, најчестата состојба која настанува тоа е спондилозата. Спондилозата настанува уште во околу 30-та година од животот. Значи, почнува тој дегенеративен процес во самото меко јадро на интервертебралниот диск. Што се случува? Во мекото јадро, кое е составено 80% од вода и е една желатинозна маса, со тек на времето ја губи таа вода, значи станува дехидрирано и како резултат на таа дехидратација не може да ги ублажи ударите и притисоците кои ги поднесува рабетниот столб, понатаму прогредира во една состојба на дегенерација, така да значи мекото јадро може комплетно да се изгуби, да исчезне, да, и во тој простор, да се намали многу просторот и во тој простор тогаш велиме, например, го гледаме на рентгенската слика како еден вакуум феномен. Но во овој процес на дегенерација влегуваат, значи учествуваат и околните коскени и мекоткивни структури. Значи, што можеме да забележиме? Во еден процес на спондилоза настанува пролиферација на така наречени трнести израстоци, остеофити, околу циркумференцијата на пршленското тело. Објаснете ми го што значи тоа. Има некои шилци што ги нарекуваат? Шилци, да. Така? Тоа се шилци, ние ги нарекуваме остеофити. Тоа се коскени трнести израстоци на местото на лигаментите. Тоа се понатаму настанува хипертрофија, односно зголемување на лигаментите кои влегуваат во состав на рабетниот столб. Сега, кога имаме еден вака изменет сегмент, значи од рабетниот столб, тогаш велиме дека тој сегмент е спондилозно изменет и е нестабилен. Имаме тука и фотографии кои што всушност ќе го илустрираат сето тоа, овој проблем кој што е видлив на рентгенска снимка, ако не се лажам. Тој процес е видлив бидејќи рентгенската слика ни дава одлични податоци за овие промени, бидејќи коскената структура комплетно го абсорбира рентгенскиот зрак и како резултат на тоа коскените структури стануваат многу видливи на една обична рентгенска слика. Претпоставам дека ова е првата фотографија, односно втората што можеме да видиме. Ова е слика од магнетна резонанца. Ова е дека магнет. Да, од магнетна резонанца. Меѓутоа можеме да видиме, да ги видиме тие субхондрална склероза во предел на покривните плочи на пршленските тела, како и остеофити. Тоа е една типична слика на спондилоза во предел на... Какви симптоми имаат пациентите кога ќе дојдат кај вас и да побараат, да речеме, снимка рентгенска или пак магнетна резонанца? Овој процес, бидејќи е нормален и дегенеративен процес на нормално старење на коската, не мора секогаш да боли. Може да нема симптоми. Значи, ние најчесто пациентот може да дојде за друго испитување и ние тоа најчесто го запишуваме во радиолошкиот како случаен наод. Да, може да има изразени спондилозни промени, меѓутоа да нема болки. Во моментот кога ќе почувствува болка, тогаш се прават дополнителни испитувања, се диагностицира и понатаму и се лекува проблемот. Кога тој процес, зошто е тоа така? Затоа што паравертебралната мускулатура, кога настануваат овие промени, кога имаме еден нестабилен сегмент зафатен со спондилоза, се обидува да ја компензира, значи со своите компензаторни механизми, овој процес да не доведе до болка. Меѓутоа, кога ќе попушта тие компензаторни механизми, тогаш и навидум еден обичен покрет, значи рутинско движење може да доведе до појава на болка, до појава на парестезии, до појава на вкочанетост и таа болка може да ирадира во зависност од кој сегмент е фатен по должината на мускулите. Од што зависи дали кај пациентот ќе биде направена обична рентгенска снимка или пак ќе одберете магнетна резонанца?
Па вака, доколку се работи за постарата возрастна популација, најчесто прегледот го започнуваме со една обична рентгенска слика. Но доколку се работи за помладата возрастна популација, најчесто радиолошкиот рентгенот, значи обичната рентгенска слика ни е негативен, бидејќи се случуваат промени во дискусите, значи во меките ткива, кои рентгенската слика не може доволно јасно да ги евалуира. Така да, секогаш кога пациентот е над 50 годишна возраст, најчесто почнуваме со обична рентгенграфија и тогаш можеме да ги забележиме сите овие промени, значи една субхондрална склероза на платоата, на ендплатоата на пршленските тела, израстоците кои може да бидат на предниот дел, на задниот дел, понатаму на латералниот дел од пршленското тело. Така да, доколку понатаму тој процес прогредира, тогаш настанува една состојба на спондилоартроза. Што значи спондилоартроза? Тоа значи кога значи се зафатени и малите фасетните зглобови помеѓу пршленските тела. Тоа е всушност остеоартроза, како што се зафатени и големите зглобови, така се зафатени и малите зглобови. И тој сегмент, тоа е видливо, затоа што тој зглобен простор се стеснува, понатаму имаме исто така реакција на зглобот, се деформира и овој сегмент станува уште понестабилен. Значи во овој сегмент може понатаму, доколку состојбата прогредира, да дојде до спондилолиза, се вели, значи суплуксација во предел на зглобовите, на малите зглобови и да настане состојба на спондилолистеза, значи померување на пршленското тело кон напред или кон назад. Тоа го има градации, значи, доколку пршленското тело е померено за 25 или пола од пршленското тело кон напред и кон назад, и тој сегмент е значаен да се определи, бидејќи тука може да настане спинална стеноза. Ќе проговориме и за спиналната стеноза, но претходно јас би се задржала на една состојба која што е релативно честа и за која што многу лица се жалат дека ја имаат како диагноза, а тоа е дискус хернијата. Можеме тука и веднаш да ги погледнеме оние фотографии што ни ги спративте, кои што се поврзани со ова страдање на рбетот и на пршлените, односно на дискусите кои што се наоѓаат помеѓу пршлените. Најнапред, зошто се ова? Дали тука старост има некаква улога? Дали седичкиот начин на живот придонесува за волкава за честеност на ваква ова нарушување? Како што напоменав, нели, овие дегенеративните процеси се нормални процеси на старење, но постојат фактори кои овие процеси може да ги забрзаат. Тоа што е? Тоа е, например, подолго трајно седење во седечка положба, неправилно држање на телото, подолготрајно стоење, понатаму некои микротрауми што се јавуваат во самиот коска. Што може друго да настане? Зголемена телесна тежина или пак метаболички заболувања, ги наброев како што се остеопорозата, дијабетот, или пак неадекватна зголемена физичка активност која не соодействува со здравствената состојба и со возраста на пациентот. Кога зборуваме за дискус херниите, значи буквално дискус хернијата значи излегување на мекото јадро низ прстенот, значи анулусот, во рабетниот канал. Значи мекото јадро продира низ пукнатини, наречени фисури, низ ануларниот прстен и влегува во рабетниот канал. Понатаму може да прави компресија на спиналните нерви и на самите нервни структури на рабетниот мозок. Сега постојат неколку 4 всушност стадиуми на дискус хернија. Првиот е најлесен и вториот, и тие се сметаат дека не се потполни дискус хернии. Првите две фотографии? Првите две. Да, сите 4 стадиуми се презентирани. Првиот стадиум се нарекува балџинг на дискот, односно надув на дискот. Кога ануларниот, мекото јадро, значи го притиска ануларниот прстен, но не го пробива. И тоа е најлесен степен. Исто така може да се презентира со симптоми на компресија и понатаму со болка и иритација од болката. Понатаму, вториот степен е протрузија на дискот,
кога веќе постојат оштетувања во анулусот, во самиот ануларен прстен, и низ тие оштетувања, односно фисури, навлегува мекото јадро и прави компресија на определен сегмент. Третиот степен на дискус херниите, тоа е екструзијата, кога комплетно мекото јадро поминува низ пукнатините во рабетниот канал. Сега четвртиот, најтешкиот степен е секвестрација, кога веќе мекото јадро нема веќе физички контакт со ануларниот прстен и може да се однесува како слободен фрагмент во рабетниот канал и да мигрира. Значи може да мигрира кон надоле и кон нагоре. Значи тоа се степените на дискус хернијата. Ние во диагностиката... Што користите? Магнет? Рентген? Златен стандард за диагностицирање на дискус херниите е магнетната резонанца. Зошто? Затоа што дава најдобра визуализација, евалуација и диференцијација на меките ткива. А дискускот, значи тука тоа е мекото ткиво, дали е излизано, каде, дали е само набаврено или пак истечено, како го нарекувате тоа нагоре надолу? Да, се нарекува и истекување, меѓутоа тоа не е истечено. И тоа што може да се визуализира на магнетната резонанца е исто така во кој правец се движи таа хернијација на мекото јадро. Дали, значи, најчесто, значи, дискус херниите настануваат назад, значи постериорно, на назад. Може да настанат и на напред, но тие не предизвикуваат некои симптоми, но кога ќе настанат кон назад, значи што значи тоа? Прават компресија на структурите, притисок на структурите на рабетниот канал и може да променираат во самиот форамен, односно отворот од каде што излегуваат корените на нервите, на спиналните нерви, и на тој начин да направат, ние велиме, една фораминарна компресија, иритација на нервот или акутно воспаление. Кога ќе поставите таква диагноза, потоа се спроведува одреден третман. Се бара ли од пациентот да доаѓа редовно на магнетна резонанца за да се види дали третманот е ефикасен или не? Колку често по поставувањето на диагнозата пациентот треба да ги прави снимањата со магнет? Со магнетна резонанца доколку постои клиничка индикација, значи кога веќе е диагностицирана дискус хернијата, тогаш доколку е спроведена определена терапија. Значи, тоа клиничкиот лекар знае. Ако е спроведена, значи, ако пациентот посетил физијатар или киропрактичар или правил некои подолготрајни вежби, доколку сака клиничкиот лекар бара, значи индицира да се види дали во тој дел веќе дискус хернијата е во кој стадиум е, во кој степен, или пак мекото јадро, значи, исто има карактеристика да се ресорбира, значи да се повлече. Значи само од себе состојбата да се реши? Да, може, затоа се советува кога имаме акутна болка, значи акутни симптоми, пациентите да мируваат, значи се лекува со аналгетици и мирување, во акутната фаза не се применува физикална терапија, така да мекото јадро со текот на времето може да се намести, значи да се врати во една првобитна положба и пациентот веќе да ги нема тие симптоми што ги имал. Инаку во лекувањето на акутната иритација која настанува како резултат на дискус херниите, ние на радиологија работиме една процедура, се нарекува перирадикуларна терапија. Тоа ја работи интервентен радиолог и тоа е минимално инвазивна метода која се работи под контрола на компјутеризираната томографија. Значи пациентот легнува на стомак, се определува точно во милиметар полето каде што треба да се инектира определен лек, најчесто е тоа анестетик во комбинација со кортикостероид, и со една подолга игла се навлегува во близина на коренот на нервот, се аплицира таа содржина и понатаму се покажало во пракса дека многу
поволно делува на пациентите кои имаат фораминарна, односно радикуларна компресија на нервот. Доктор, ке само да ги поканим гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Ние продолжуваме понатаму со еден проблем што пред малку го споменавте, а тоа е стенозата. Што е тоа? Какво нарушување тоа? На кој дел од рбетот всушност доаѓа до некакво стеснување, бидејќи стеноза значи стеснување? Така. Самиот збор укажува што всушност значи спинална стеноза. Спиналната стеноза представува стеснување во спиналниот канал. Инаку таа може таму каде што се наоѓа рбетниот мозок? Така, таму каде што се наоѓа рбетниот мозок, но стеноза може да се јави и во предел на форамените, односно отворите од каде што излегуваат и корените на спиналните нерви. Спиналната стеноза може да биде конгенитална и стекната. Конгениталната е поретка спинална стеноза, меѓутоа стекнатата спинална стеноза е многу често ја диагностицираме, а причините кои може да доведат до спинална стеноза се многубројни. Пред се овие сите што ги набројав, значи спондилозата, спондилоартрозата, дискус херниите може да бидат причина за спинална стеноза, понатаму туморите, понатаму некои радикуларни цисти, исто така може да доведат до стеснување на тој простор. Значи, кога ќе се... Исто така, сега сакав да споменам, ќе заборавев спондилолистезата е една од причините, честите причини за настанување на дискус, на спинална стеноза и што е улогата на радиологот. Значи, најчесто на магнетна резонанца се поставува таа диагноза. Улогата е да ја види ширината на епидуралната врекичка. Значи, на дуралната врекичка, колку е ширината, да ја измери, да ја локализира, да го најде проблемот, зошто настанало, која состојба довела до спинална стеноза, да направи определени мерења и да ја постави диагнозата во смисла дали спиналната стеноза е релативна, апсолутна или критична спинална стеноза. Кога доаѓа до состојба на критична спинална стеноза, тогаш спиналниот канал изнесува од 2 до 3 милиметри и таа состојба најчесто бара и хирушка интервенција. Додека пак релативните и апсолутните спинални стенози може да се лекуваат конзервативно. Така, доктор, значи, да, повелете, завршете го. Симптомите кои ги дава спиналната стеноза, тоа се обично пецкање. Значи, ако се јавува во цервикалниот дел на рбетот, или пак најчесто се јавува во цервикалниот дел на рбетот, но може да се јави и во лумбалниот дел, симптомите кои ги дава оваа спинална стеноза, тоа се еден вид на пецкање по должината на екстремитетите, на рацете и на нозете, стапалата исто така, шаките, понатаму вкочането здава и отежнато одење. Значи, пациентот кога оди, исто така е и нарушен балансот, односно рамнотежата при одење. Кога ќе седне, тие симптоми се смируваат. Така да, кога многу е напредната, кога веќе имаме и критична спинална стеноза, тогаш може да дојде и до дисфункционалност на цревата и на бешиката. Значи, нивна неправилна работа. Бајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до студиото, до докторката. На 70 годишна возраст сум, со години имам вратна спондилоза, гонартроза на колена, нрбет, искривена кичма и така. Дури и на колената имам така да тешко се движам. Ставав инjekција, доктор Камнар рече дека артрум инjekција да ставам во колената. Ја платив скоро цела пензија, меѓутоа уште полошо ми беше и така. И овако плазма ставав, меѓутоа не помогна ништо. Сега ме интересира, имам вратна спондилоза со години, па
2 месеца скоро имам вртоглавица. Може ли од овај спондилозата да се јави при легнување, при станување? Така. Тоа трае негде 2-3 минути и така, меѓутоа многу непријатно се осеќам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за прашањето, го разбравме, само да земете предвид дека денешната гостинка е радиодиагностичар и таа всушност зборува за методите со кои што можете да се постави диагноза за одреден ваш проблем. Но во секој случај, претпоставам дека можете да дадете одговор, дали можеби вртоглавиците се последица. Цервикалната спондилоза, како што кажа пациентката, значи има долгогодишен процес на тие дегенеративни промени. Вртоглавицата е една од честите симптоми кога се работи за спондилоза во предел на погорните пршлени, значи од ниво на C1, C2, C3, тогаш вртоглавицата може да биде еден од симптомите, секако е непријатен симптом. Терапијата, како што знаеме, во почетокот секогаш конзервативна, значи со лекови, со аналгетици, антиревматици и со физикална терапија, меѓутоа кога тоа конзервативниот третман нема да даде одговор, тогаш секогаш се оди на хирушка оперативно решавање на проблемот. Пред да го вклучиме следниот гледач, само би сакала да ве прашам во однос на гонартрозата, значи артрозата на колената. Какви снимки се прават за да се утврди колку е оштетена раскавицата на зглобот? Обична рентген снимка се Значи, прави. само со обичен рентген на се обичната гледа. рентгенска снимка може да се видат сите промени на зглобовите. Значи, кога постои една гонартроза, најчесто имаме стеснување на зглобниот простор, што можеме одлично да го забележиме на радиограмот. Понатаму имаме зашилување на тие интеркондиларни еминенции, на рабовите, значи на зглобните површини се јавува таа една субхондрална склероза и сите тие елементи, кога ќе ги анализираме и кога ќе ги диагностицираме, кажуваме дека пациентот боледува од една гонартроза. И сега имаме различни степени на гонартроза, кога, како и кај сите други зглобови, кога имаме намалување на зглобниот простор, но не толку значајно, кога зглобните површини не се изменети, до степени кога веќе тие постои една деформација на зглобот. Тогаш зборуваме за една деформантна гонартроза или спондилоартроза или како што третманот на вистина дава помали резултати. Како што спомена и гледачката. Тогаш веќе нели се пристапува и кон хирургија, Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Дали сум на линија јас? Да, ве слушаме, во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Прашање, големо е прашањето, одговор може да се најде. Имам проблеми со комплет со ребрниот стол. Бех во штит на снимка за магнетна резонанса, бех неврохирургија во Скопје. Имам проблеми со L3, L4, L5 и S1. Имам вртоглавица и навеени пршени на врато и ми многу стега меѓу рамењата и комплет вртоглавица. И фаќаме некоја си паника, како страх ме фаќа, а не знам од што. Така, па сега ви интересира што би можело ова да биде. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Можете ли да дадете некоја насока, консултација во однос на случајот, во однос на што се жали гледачот? Конкретно кај пациентот, значи имаме една прогредирачка состојба, значи не е само на цервикалниот, туку и на лумбалниот дел од ребетот. И кај овој пациент, не знам дали направил, ние правиме едно скрининг испитување, се нарекува Total Spine или евалуација на целиот ребет на магнетна резонанца. И тогаш точно ги определуваме сегментите и нивоите, на кои нивои, до каков процес на дегенерација дошло, значи дали на кои нивои постои дискус хернија и во консултација понатаму со ортопед или неуролог или неурохирург го упатуваме за решавање на проблемот. Исто така сакам тука и да споменам дека што напоменав претходно, интервентниот радиолог кај нас ја работи таа процедура, перирадикуларна терапија,
Значи, на радиологија се работи и сите пациенти што имаат вакви акутни состојби, каде што не може, или хронични болки, може да се направи и дава многу одлични резултати. Значи, некогаш треба да се повтори за 2-3 недели, меѓутоа, најчесто и со една терапија симптомите исчезнуваат, да. Да проговориме за фрактурата на пршлените на ребетниот столб. Многу жени имаат остеопороза. Колку често кај оние жени кои што остеопорозата е во напредната фаза, доаѓа до спонтани фрактури, односно кршеници на пукнување на пршлените на ребетниот столб? Па остеопорозата представува едно генерализирано метаболичко заболување, каде што имаме една губење на минералната коскена густина. Заради губење на минералната коскена густина настанува во самата структура на коската разредување на коскените гредички. Заради тој процес коската е многу повеќе подложна на и при мали трауми, многу повеќе е подложа на фрактури. Најчести фрактури, на компресивни фрактури, настануваат во предел на лумбалниот или на цервикалниот дел на ребетот, но може да се случат и на торакалниот дел на ребетот и да направат едно искривување и намалување на висинскиот промер на... Значи, кога жените некогаш велат дека се смалиле, им се намалила висината, капутот им станал голем, тоа не е случајно? Не е случајно, значи многу често ние и како случаен наод ги откриваме на радиологија, компресивни фрактури на остеопоротични... Може да не ги почувствуваат воопшто? Па ако настанува секој процес што не настанува нагло. Значи исто и дегенеративните промени. Значи тие не настануваат нагло и затоа тие болки постепено се јавуваат, значи. Додека кај трауматските компресивни фрактури, тогаш имаме една неиздржлива јака болка. Тие настануваат обично како резултат на траума, значи на пат од височина или сообраќајна несреќа и така натаму, тогаш веќе симптомот е многу поизразен, додека кај сите овие дегенеративни промени и остеопорозата исто спаѓа во еден процес на нормално старење на коската, како и овие другите спондилозни и спондилоартрозни промени, тогаш може и да не се забележи во почетокот, кога пршенското тело во голем степен ќе се компримира и доколку прави компресија на значи на ребетниот мозок или на нервите, тогаш пациентката ќе ги почувствува симптомите. Инаку компресивните фрактури, кога ги диагностицираме, многу е важно да видиме во кој дел од пршленското тело настанала компресијата. Доколку настанала во предниот и средниот дел од пршленското тело, тогаш не е толку загрижувачка таа состојба. Меѓутоа, ако е зафатен задниот сегмент може да се, како да кажам, кон позади да се инклузија да направи, односно потискување на структурите на ребетниот мозок и тогаш да даде еден компресивен синдром со сите пропратни симптоми на болка, иредација кон определен дел од екстремитетот и така натаму. Ова видливо е на обична рентгенска снимка? Да. Тоа е видливо, најчесто и така ги диагностицираме. Исто така може да се употребат и други имиджинг методи, нели, за диагностицирање на овој проблем. Најчесто ја користиме и компјутеризираната томографија, ни дава одлични податоци за компресијата на пршленските тела, дали е настаната како резултат на некој друг патолошки процес, значи може да настанат и како резултат на инфилтрација, значи од тумори. И тогаш зборуваме за патолошка фрактура, значи компресивните фрактури така и ги делиме на трауматски, на компресивни настанати заради остеопороза и како патолошки фрактури кои настанале како резултат на некој туморски процес кој може да биде примерен или секундарен. Примерните се поретки, секундарните промени во пршленските тела за жал се почести и некогаш исто и тоа може да биде случаен наод или пак целно да ги бараме промените. Например, ако постои карцином на дојката или карцином на простатата, најчесто во поодминатата фаза од болеста даваат
секундарни депозити ги велиме или метастази во самите пршлени, во скелетот. Значи ги гледаме како едни остеолитични или остеосклеротични зони. Тие може да се видат убаво и на рентгенската снимка, меѓутоа подобро може да се видат со компјутеризираната томографија. Уште еден гледач очекува вклучување во денешната телма амбуланта, да го слушнеме со прашање. Добар ден. Јас ќе го замолам гледачот веднаш да го намали тонот на телевизорот, бидејќи што туку слушнав ехо. Добар ден за него. Уште една можност ќе му дадеме на гледачот да се вклучи, бидејќи малку почека. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до телма амбуланта, до докторката и до водителката. Ви благодарам. Кој е вашето прашање? Имам 63 години. Така? 2014 и 2018 бев на физикална во Скопје и имав доста подобрување. Меѓутоа оваа година подобрувањето беа те минимални. Пред месец дена направих магнетна резонанса со диагноза вика полидископатија со дехидратизација на дискусите на сите нивоа. Баш, која би била препораката за понатамошно лекување? Така, ви благодарам за вклучувањето во програм и што значи всушност оваа диагноза, доктор? Така. Значи, како нели и претходно што напоменав, кај постарите луѓе најчесто настанува тој процес на дехидратација и дегенерација на интервертебралниот диск и тогаш таа состојба ја нарекуваме дископатија. Кај пациентот, како што слушнав, кажа дека има полидископатија, значи на повеќе нивои е забележана тие дегенеративни промени на самиот интервертебрален диск и повеќе нивои се нестабилни, значи на повеќе сегменти се нестабилни, бидејќи напомена дека се работи за една полидископатија. Затоа и болките, значи пациентот, како што кажа, ги чувствува различно мигрирачки, има периоди на стабилизација, па периоди на повторно која ги чувствува, бидејќи тој рбетен столб е изменет. Структурата и морфологијата на тој рбетен столб е изменет, како резултат на тоа настануваат тие проблеми кои некогаш со физикална терапија успеваме да ги стабилизираме. Значи да подолго еден временски период да не дојде до повторни епизоди на болка, но ете, како што кажа пациентот, постојат тие рецидивирачки промени и болки и тие пациенти треба почесто да прават радиолошки исследувања, значи баш кај овие пациенти се препорачува контролни магнетни резонанци за да се види до кој степен е прогресијата и дали постои некои поголеми оштетувања, како што споменав кај спиналната стеноза, доколку постои некоја критична спинална стеноза, понатаму да се решава и на друг начин проблемот. Уште еден гледач очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме. Да, вие сте на линија, повелете. Поздрав до вашата емисија. Поздрав до докторката. Сакам да кажам, пред неколку дена имав повреда, паднав, се клизнав и едноставно на кичмата паднав на грбот. И нормално бев на лекар, бев на снимка, ми направија рентген, неколку слики и ми направија магнетна резонанса. Од тие испитувања докторите во градска болница ми дада диагноза, можам да прочитам, овака, се детектира компресивна фрактура на корпусот на L1 со импактација на редукција на краниодалниот диаметар до 18 мм во медијална третина, што значи напукната L1 тоа и уште еден наод од радиодиагностичкиот наод е скелетот на левиот хемиторакс не е травматски изменет, редуциран краниокаудален диаметар на корпусот на L1, редуциран ИВ просторот измеѓу L5 и S1, коскатроза на левиот колкминајда со редуциран артикуларен простор, маргинална склероза на лев ацетабулум и иницијална деформација на главата на левиот фемур. Сега ми препишаа таблети зексомен, таблети омезол
и некој гел пластом и нормално намирување, а уз тоа ми дадоа и корсет TLS0, но не ми кажа колку време да го носам тоа. А мирување. Други доктори ми кажуваат дека можам да се движам со корсетот, само да го вадам на спиење. Така, добро, сега вас ви интересира што и како со оваа ваша состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Еве, како што напомена пациентот, значи тој има една трауматска компресивна фрактура како резултат на пат. Да. И тоа што претходно го напоменав, значи е во медијалната третина, прочита пациентот, значи во делот од пршленското тело каде што не дава проблеми со движењето. Инаку, доколку било во задниот сегмент, тогаш можело да настане компресија на рабетниот столб и пациентот немало да може би и да се движи. Значи имал среќа, значи, да, всушност имал среќа. Така да видовме, прочита, мислам дека има и други дегенеративни заболувања, коксартроза нешто прочита и така натаму. Советот што му го дал лекарот е и корсетот, секако ќе помогнат, но треба да има малку трпение, нели, да прави редовни контроли на состојбата. Ке требава, претпоставам, да се повтори со снимањето, уште една снимка за да се види како зараснува. Да, сигурно како зараснува, да. Кога еднаш веќе изменето компресивно пршленското тело, тогаш тоа е дефинитивно. Значи тоа никогаш нема да го врати тој висински промер. Никогаш нема да се ја врати првобитната морфологија, значи облик и форма, никогаш нема да ја врати, меѓутоа важно е да се сочува функцијата на тој сегмент, нели, да не бидат оштетени нервните структури. Тоа е всушност и целта на сите овие проблеми, и на дегенеративните, и на трауматските, и на туморските промени, сите промени е важно да спиналните нерви и нервите, значи рабетниот мозок да биде заштитен, значи да не дојде до оштетување на нервите. Ајде сосема накратко за сколиоза, кифоза и лордоза, нарушувања што обично се јавуваат во текот на растењето. Да, најчесто се јавуваат во текот на растењето, може како возрастни да добиеме едно вакво нарушување на рабетот? Може да добиеме, значи тие се најчесто кога се јавуваат во периодот кога децата растат, значи во една адолесцентен период, тогаш зборуваме за идиопатска сколиоза или кифоза. Меѓутоа може да се јават и кај постарите особи, и тоа како резултат на сите овие промени што ги набројавме, да, како резултат на остеопороза може да дојде до секундарна, значи сколиоза. Кога рабетот има форма на буквата се искривува, да. Кога го гледаме однапред, така? Кога го гледаме, значи тоа е бочно, значи странично искривување, и тоа може да го забележиме на рентгенската слика кога ја правиме, го опфаќаме целиот, всушност ни треба едно панорамско снимање за да го опфатиме целиот рабет. И тогаш сколиозата може да има форма на буквата С, значи С, еднострано избочување и искривување, или може да има форма во облик на буквата С. Тогаш зборуваме за две искривувања. Најчести искривувања се јавуваат во предел на торакалниот и преминот од торакален во лумбален сегмент од рабетот. И што е задачата на радиологот? Значи радиологот кога ќе ја констатира тоа искривување, постојат посебни агли, значи мерења кои се прават и се одредува степенот на сколиоза. И со тоа и се определува и терапијата, доколку тој агол, всушност аголот на сколиозата, Кобов агол ние го нарекуваме, доколку е поголем од 40 степени, тогаш се советува и хируршка интервенција, но доколку е 20 до 20 или од 20 до 40, тогаш проблемот се решава со корективни вежби, со носење на корсети и така натаму. Инаку не мора секогаш да даде болка, но најчесто децата во текот на кога ги имаат овие проблеми, најчесто се жалат на болки определени во грбот. Кога детето ќе дојде на преглед, значи на тие систематски прегледи, најчесто се откриваат овие деформитети. Можеме да забележиме асиметрија во рамото, значи во држењето на рамото, да, понатаму лопатките како ги велиме, значи лопатките не асиметрија во предел на лопатките или една
како да ја кажам, грбка во предел на рбетот и сите тие слабинските бразди исто така може да бидат асиметрични и сите тие знаци во еден клинички преглед ни укажуваат дека се работи за најверојатно за сколиоза. Кифозата пак настанува во предел на торакалниот сегмент, значи тоа е едно на подгрбавување. Значи подгрбавување и децата, односно адолесцентите во таа возраст имаат една специфична држање на телото, значи со главата и рамењата кон напред. Сега, покрај тоа што имаме генетски фактори за настанување на овој деформитет, секако и стилот на живење. Современиот начин на живот, всушност има улога голема огромна улога има во развојот на деформитетите и разните болести на рбетниот столб. Доктор Пижулова, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за деталните појаснувања во однос на радиолошките дијагностики поврзани со болестите на ргатот. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.